Научници од Универзитетскиот колеџ во Лондон за прв пат успеале да снимат како срцето се формира во ембрион на глушец, користејќи напредна светлосна микроскопија и флуоресцентни маркери. Оваа техника им овозможила да ги следат срцевите клетки, кардиомиоцити, во текот на 40 часа, при што биле направени фотографии на секои 2 минути. Снимките откриваат дека клетките не се движат хаотично, туку следат строго дефинирани патеки уште во раната фаза на гаструлација, околу 6-тиот ден од развојот на ембрионот кај глувците. Ова откритие фундаментално го менува нашето разбирање за развојот на срцето, покажувајќи дека одлуката на клетките да станат срцеви и нивното насочено движење се случуваат многу порано отколку што се мислеше досега. Наодите можат да придонесат за подобро разбирање и третман на вродените срцеви мани, кои влијаат на речиси 1 од 100 новороденчиња и да го забрзаат развојот на регенеративната медицина. Студијата е објавена во списанието Embo Journal и представува значаен чекор напред во областа на ембрионалната биологија и кардиоваскуларната медицина. Илон Маск предвидува иднина во која секој човек ќе има свој личен хуманоиден робот, што ќе доведе до универзален висок приход и живот во изобилство. Говорејќи на инвестициски форум во Ријад, Маск изјави дека роботите и вештачката интелигенција имаат потенцијал да ја зголемат глобалната економија 10-кратно, овозможувајќи на сите луѓе не само да преживуваат, туку и да живеат луксузно. Маск смета дека хуманоидните роботи, како што е неговиот Оптимус, ќе станат главен двигател на економијата со неограничен потенцијал за производство. Тој предвидува дека ќе има десетици милиарди такви роботи, и секој човек ќе може да има свој личен асистент, сличен на C-3PO или R2-D2 од војната на звездите. Оваа визија се потпира на развојот на роботот Оптимус од компанијата Теска, за кој Маск верува дека може да го надмине дури и бизнисот со електрични автомобили. Дополнително, неговата компанија xAI работи на напредна вештачка интелигенција, која ќе ги придвижува овие роботи. Иако Маск е оптимист за иднината, тој предупредува дека постојат ризици. Ако вештачката интелигенција не се развива правилно, може да се соочиме со сценарија слични на филмот Терминатор, наместо со просперитет.